Општина Кочани со поддршка од Општинската организација на Црвен крст во салата на Центарот за култура Бели Мугри организираше комеморативен настан во сеќавање во чест на жртвите во клубот Пулс. Скоро 4 месеци по трагичниот пожар, официјално им беше оддадена почит на загинатите млади лица од Кочани, Оризари, Зрновци, Облешево и Чифлик, како и на возачот на итната медицинска помош во Кочани, кој почина непосредно по извршувањето на работните обврски поврзани со трагедијата од 16 март годинава. На настанот присуствуваа родители, роднини, пријатели и другари на починатите младинци, при што за секој од нив имаше кратко поединечно представување. Пролета во мојот крај, сестри, ние оваа година ја закопавме со крстови и солзи ја натопивме. Во мојот крај, ова лето ни матуранти не врвеа. Килимот по кој душичките требаше да поминат, како и да го свртевме, на саѓе мирисаше. А тие милите си ги сошија облеките, косите си ги начешлаа, и кога требаше да тргнат по него, се сопнаа. Од болка голема се пресопнаа. Од жал за другарчињата паднаа, заплакаа. И не можеа да продолжат. Назад се свртуваа. Наместо со среќа, ние несрекници ги учевме Бог да прости да велат. А тие зборови толку туги им беа, тешки и несоодветни за годините. Тие нели ние мајките за нивните баби и дедовци некаде длабоко во гради ги чувавме и ги тапкавме да мируваат, да почекаат. Ни за нив не ни се изговараа. Во мојот крај, сестри, гаврани црни одамна дојдоа и кога од едно дрво ќе ги изгоневме, тие на друго застануваа и кракаа. Не знаевме дека кобеле пустите, дека црно навестувале. Сега мојот крај на тажни мајки стана, на судбини црни, крај на лузни и страдања, на закопана пролет и многу гробови, но и крај на крстови, кои големци ги носат. Со такви крстови нашите мајки се овенчаа, за големи пред Бога да станат и ќе обстојат. Сила од ангелите ќе добијат, борци за сомилост ќе станат и ќе победат. Мојот крај, сестри, со години сведок тивок на непревол ќе биде. И да расте, и да се смалува, што и да прави. Крстот ќе си го носи, за љубов на ангелите ќе живее. Комеморацијата се совпадна со одбележувањето на Петровден, празникот на Кочани, како незаборав за прекинатата младост во пожарот во кој животот го загубија 62 лица, а околу 200 беа повредени. Да посакам по молитвите на светите Петар и Павле, чиј спомен денес го празнуваме. Кочани да биде дом на длабоко разбирање, прифаќање, милост, љубов и заедништво. Јас нема да зборувам како политичар. Да речам, мораме да продолжиме или мораме да се сплотиме. И толку. Ние тука плачеме и тажиме затоа што нашите најмили го изгубија животот. Но ја забораваме големата вистина. Тоа дека милоста Божја е подобра од животот. Вистината е дека сите млади, што не се веќе дел од нашите животи, се едно со милоста Божја. А таа е подобра од животот. Ним, тоа е тешко да се прифати, но ним им е подобро отколку нам живите. По завршувањето на комеморативниот настан пред Центарот за култура беа пуштени 62 бели балона, како символ на прерано загубениот живот на младите ангели.
Потоа се одржа и маршот за ангелите, при што учесниците ја поминаа вообичаената маршрута кон трговскиот центар, зградата на локалната самоуправа, кон полициската станица и основниот суд и јавното обвинителство. И на овој марш родителите молчеа, немаше официјално обраќање, а пред институциите своето незадоволство од бавното постапување тие го искажаа со свирчиња и гласно негодување. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.